Господине Заев, најсилното оружје на ВМРО ДПМН според мене е лагата. Владеја со лага и сакат да се вратат на власт со лага, тоа е моје мислење. Вие како сега само успеавте кога бевте опозиција таа нивна лага да ја разоткриете со бомбите. Сега веќе го немате тоа оружје. Како ќе се борите против лагите на ВМРО ДПМН? Само вчера во текот на еден ден видовме неколку големи лаги. Видовме билборди со вас како носите чанта Луи Витон во рацете. Низ цело Скопје, ако сите слушнавме дека немате ништо со рекет. На Канал 5 професор науки и лидер на партија Апасиев рашири лага дека вие со Бесак сте кантонализирале земјата, а ЕУ мразела албанци, па ќе ја поделила земјата, па само христијаните ќе ги... И има такви милион лаги, дека Талат Џефери нелегално бил избран бидејќи немало записник при гласањето. И такви милион лаги они си ги шират на Алфа, на оние порталчињата. И тука малку критика кон вас, мислам дека вие некако го да се предадовте во таа битка, како да мислите дека народот е доволно има време да ги лови тие лаги па да ги анализира. Нели треба малку да помогнете да се борите во таа битка против лагите малце поактивно? Добро, прво морам да констатирам како човек кој што заради функциите кои што народот му ги овозможил долги години градоначалник, председател на политичка партија и председател на влада 2,5 години или 2 години и 7 месеци точно, ве уверувам и верувајте, народот знае се. Некогаш ние политичарите, може и вие новинарите, мислиме дека не допира се до народот, не знае се, знае се. Прашање е дали ни кажува и има можност како тоа да ни го каже или на крајот таму зад параванот ни го кажува тоа што го знае. Знае се. Тоа не значи оправдание дека не треба да се бориме против лагите. И треба да се бориме против лагите. И ќе се бориме против лагите. И ќе видите како ќе се разобличуваат секој ден секоја лага. Сабајлева ја прочита веста која што синок е била објавена од нашиот политички опонент ВМРО ДПМН, не обвинува дека сме испразниле хидроцентралата Калиманци преку пуштање на струја, Заев и Ангјушев. Тоа е наевана хидроцентрала, не е на државата. Мислам, толку е безобразието отидено до крај, не е на ЕСМ, на ЕЛЕМ. Наевана е хидроцентралата. Ода до бесконечност, а шефот на партијата, нели, висок енергетичар и голем стручњак. Не смеете да си дозволите вака, но кога трупа толку лаги, па можат и такви лаги да им поминуват. Народот знае се и верувајте, до крај се што имаме, поседуваме, ќе разобличиме. И нема да го оставиме така. Секако доаѓа 20 дена пред кампања, 20 дена кампања, нема да дозволиме да не ја разобличиме секоја лага толку колку што знаеме и умееме. Некогаш може и не знаеме, не сме доволно капацитетни и ние се развиваме и растеме како политички субјект, а верувам и владата. Доминантно сме фокусирани на позитивна кампања. Знаете, или ќе правите добро, или ќе правите лошо, немате време за двете. И во животот е така. Но сакаме да ги промовираме иднината, вредностите. Ние возможивме тоа што реков предвидливост. Ние вративме слободата и демократијата. Слободата не значи и фейк нюс. Слободата не значи лажни вести. Тие навистина знаат да уништат цели општества, цели семејства, цели, не знам, држави и така натаму и така натаму. И ќе се бориме, цел свет се бори против лажните вести. Јас само ве уверувам дека ние ќе направиме се, а исто така уште повеќе ве уверувам и вас и нашиот народ дека налагате и се кратки нозете, шилото на вистината како беше тоа излегува на површина и на крајот ќе победи вистината. Заради тоа што секогаш победувала, а должност наша е час поскоро да ја спречиме секоја лага, час поскоро да ја прекинеме секоја лага, заради тоа што должност е на сите кои што се бават со општествени одговорни работи, да соопштуваат вистина. Односно, одговорност е да се лаже, а посебно од вака сериозни институции како што се и големите политички партии. Не само државата, општините, не знам, или другите јавни институции, туку и самите политички партии.